Конечно дојдоа убави денови за Вардар. Најтрофејниот македонски фудбалски клуб по полека завршува агонијата која трае неколку години. Па клубот предводен од Горас Михајлов во новата сезона влегува стабилен и со високи цели во однос на претходната сезона кога клубот преку баражот со Децонит Плочковеца се избори за опснок во елитата. Вардар доби нов генерален спонзор кој ќе вложи во клубот 1 милион евра, а клубот на подготовки замена во Словенија. Стручниот штаб на Михајлов е заселен со Филип Маџевски кој ќе биде тренер на голманите на првиот тим на Вардар, а дополнително во стручен штаб влегува и Владко Колев, кој својата играчка кариера ја започна во Вардар, а има настапување за Македонија Ѓорче Петров, додека пак со Силекс има освоено двојната круна. Колев има забележено големи успеси и како тренер, освојувајќи ја двојната круна со младинската екипа на Металург во сезона 2014-2015, а исто така во два наврати бил прогласен за младински тренер на годината. Тој е член на Вардаровата академија уште од 2005 година. Вардар досега ги промовираше јужнокореанскиот играч Сео Гун Ким, 22 годишен фудбалер кој игра на позицијата лево крило, а доаѓа од кипарската екипа Актриенс, во која изминатата полусезона настапен 11 надпревар на кој постигна 2 гола. Во Вардар беше промовиран и Горан Закарик, 31 годишен фудбалер кој игра на позицијата крилен напаѓач, а во својата богата кариера има настапувано за Динамо Загреб, Партизан, Железничар, Широки Брег, Зрински, Локомотива Загреб, Крајова, Борац Бања Лука, Задар, Славен Белупо. За националниот тим на Босна и Херцеговина има 11 настапи, додека за младинската селекција до 21 година има забележено 13 настапи. Марио Костов е нов фудбалер на Вардар, 18 годишниот играч кој игра на позицијата напаѓач, а доаѓа од редовите на Брера, со која како младенец стана шампион на Македонија. На првиот пријателски меч Вардар беше подобар од Мура со резултатот 0-2 со головите на Цветков и Велковски, а во следниот период ќе тестира со Бистрица и Чарда Мартијанци, како и со Динамо Загреб и Свонси, екипа која е 10-кратен освојувач на купот на Велс, актуелен член на англискиот Чемпионшип и има настапување за Премиер лигата. Вардар конечно се стабилизира, а клубот во новата сезона ќе се бори за висок пласман на табелата во првата македонска фудбалска